3,5 милиони евра штета во ЕСМ направила групата од 33 лица на чело со екс-функционерот на ДУИ Бујар Дардишта, одреден притвор. Незрелост на белите дробови е причината за смртта на новороденчето на ГАК, објавен обдукцијскиот наод. Мерки за загадениот воздух во повеќе општини. Скопје руши рекорди на светските ранглисти. Катастрофа. Било што да кажеме, се разбира негативно, нема позитивно, е џабе. Не знам како е можно во светов овој квалитет да е дозволен. СДСМ поднесе представка до Уставниот суд за резолуцијата за мигрантите која ја усвои власта. Дигитален паричник, електронски идентитет, гигабитен интернет за секое домакинство, најавува Министерството за дигитална трансформација. ЕУ одобри заем за Украина тежок 90 милиарди евра. За измените на кривичниот законник, кои се најдоа пред пратениците, што предвидуваат тие и дали ќе ги имаме истите заострени казни од пред измените во 2023-та, зошто се донесе резолуција во која се осудува опозицијата и што доколку Уставниот суд ја урна, ќе се донесат ли до 1 февруари сите закони потребни за функционирањето на СЕФ-сити. Во тема на денот ќе разговарам со Бојан Стојановски, пратеник од редовите на ВМРО ДПМН. Останете со нас, почнува Дневник. Поранишниот директор од редовите на ДУИ, Бујар Дардишта, оди во притвор по истрага за сериозен финансиски криминал, додека бил управител во ЕСМ Дистрибуција. Обвинителството опфати вкупно 33 лица, осомничени за злосторничко здружување, местење тендери, злоупотреба на службената положба и перење пари, со што го оштетиле буџетот за над 7,5 милиони евра. Детали има Тамара Дичовска. Поранишниот директор од редовите на ДУИ, Бујар Дардишта, оди во притвор. Обвинителството го товари за неколку кривични дела, дури бил управител на ЕСМ Дистрибуција. Покрај Дардишта во истрагата се опфатени уште 32 лица, а сите се осомничени за злосторничко здружување. Дел од нив обвинителството ги сомничи за продолженото кривично дело злоупотреба на јавен повик, за злоупотреба на службена положба, а 20 од нив и за перење пари. Вработените во ЕСМ и управителите на двете осомничени фирми во 2023-та формирале група за извршување на овие кривични дела, а во групата се приклучили останатите 26 осомничени. Истата година, за да се изигра постапката за тендер, осомничените кои работеле во ЕСМ се сумнича дека го наместиле тендерот за набавка на СКАТ Ормари, така што однапред изготвиле техничка спецификација за да одговара на фирмата. Планот бил на тендерот да се пријават двете осомничени фирми, една од Скопје, една од Куманово. Фирмата од Куманово доставила нецелосна документација и дала повисока понуда, што однапред не можела да победи, а фирмата од Скопје понудила цена која речиси целосно се поклопувала со проценетата вредност на набавката, иако таа вредност воопшто не била јавно објавена во огласот. Го штетиле буџетот на ЕСМ Дистрибуција за нешто над 7,5 милиони евра. По извршувањето на горе наведените предиктивни кривични дела, пријавените од 2023 до 2025 година, со намера за себе или за друг да прибават противправна имотна корист и да го прикријат потеклото, движењето и собственоста на паричните средства, истите со вкупен износ од 2.041.576 евра ги пуштиле во оптек, примиле и пренеле и со вака преземените действија го извршиле битието на кривичното дело перење пари и други приноси од казниво дело, стои во соопштението од обвинителството за гонење организиран криминал. Судот им определи притвор на Дардишта и други 6 лица, а за 6 мина осомничени мерки за обезбедување на присуство. Тамара Дичовска, Сител телевизија. Починатото новороденче на клиниката за гинекологија и акушерство немало физички повреди, а причината за смртта била незрелост на белите дробови, соопштија од клиниката врз основа на добиениот обдукцијски наод. Иако клиниката тврди дека не се утврдени анатомски оштетувања, Министерството за здравство формира стручна комисија која дополнително ќе проверува дали третманот бил соодветен. Случајот кој предизвика бурни реакции во јавноста и сомнежи од семејството за лекарски пропусти, паралелно го испитува и јавното обвинителство. Незрели бели дробови, а не физичка повреда е причината за смртта на новороденчето од Арачиново, кое починало на 1 октомври на клиниката за гинекологија 3 дена по раѓањето. Во наодот е констатирано дека нема физичка повреда на било кој од органите, односно дека по отварањето на градната и абдоминалната празнина васкуларните органи се со уреден анатомски статус и морфологија. Како причина за смртта кај новороденчето се наведува респираторна инсуфициенција на респираторниот стрес синдром, односно незрелост на белодробието, стои во соопштението на гинекологија. Од клиниката го објавија резултатот кој покажува која е причината за смртта.
Но дали било соодветно лекувано ќе проверува стручна комисија формирана од Министерството за здравство. Овој случај предизвика бурни реакции во јавноста. Семејството се сомнева на пропусти, најавуваат тужба против ГАК, а беа објавени и документи дека новороденчето долго било реинтубирано и притоа е оштетено грлото. Процедурите се таму почнати според моите информации. Еве веќе при крај сме со извештаите веќе од инспекторатот имаме, од работната група ќе видиме од клиничка гледна точка каков тип на извештај ќе добиеме. Исто така ќе видиме од Институтот за патологија каков тип на извештај ќе добиеме и на крај ќе бидете информирани соодветно. Државниот санитарен и здравствен инспекторат вчера направи вонреден инспекцијски надзор и не открила пропусти, а случајот го испитува и обвинителството кое отвори предмет. Сања Димитровска, Сител телевизија. ПМ частичките со денови го надминуваат дозволениот праг, а Скопје утринава се најде меѓу градовите со најзагаден воздух во светот. Граѓаните револтирано реагираат дека состојбата се повторува секоја зима, додека лекарите предупредуваат и на сериозни здравствени последици од токсичниот воздух. Граѓанските организации најавија протести, а институциите излегоа со мерки и препораки поради надминувањето на прагот за алармирање во повеќе скопски општини. ПМ частичките во воздухот со денови го преминуваат дозволениот праг. Главниот град ово утро беше трет на листата градови со најзагаден воздух. Скопје со денови е на врвот на листата, но и без овие мерења токсичниот воздух е видлив и со голо око. Граѓаните револтирани велат секоја година состојбата е иста и ништо не се презема за да се подобри квалитетот на воздухот. Било што да кажеме се разбира негативно, нема позитивно, е џабе. Ништо друго. Имам дома за мерење на загадување и покажа стварно. Меѓутоа, претходно беше во ред. Покрај возилата, покрај тоа што ќумбиња, не знам што, меѓутоа и на поедини места, тоа не е само првпат оваа година, палат нешто што не треба да гори. Не знам како е можно во светов овој квалитет да е дозволен. Не се трпи, не се диши. Искрено многу разочарувачки. Јас сум од гости, веројатно ситуација е иста. Може би и полоша. Ве загрижува, веќе реагира на вашето здравје, никои последици има? Најверојатно дека има. Ајде ми што сме више постари, а за деца, за ова, најверојатно дека има. Што и да правиш, сметам дека нема заштитување од ова, само треба да се смени системот како функционира. Граѓанските организации и екоактивисти веќе најавија протести. Стоп за УСИ организира блокада пред цементарница на 25 декември во 18 часот. Ги повикаа сите граѓани да се вклучат под слоганот "Воздухот во Скопје нема да се исчисти сам". ИЈЗ излезе со препорака до граѓаните да проверуваат каков е квалитетот на воздухот пред да излезат надвор. Лекарите алармираат дека големото количество на ПМ частички предизвикува сериозни болести кај населението. Дел од последиците се чувствуваат веднаш, други пак на долг рок предизвикуваат заболувања на виталните органи. Најголемо е на респираторниот и петел бидејќи плуќата, белите дробови се орган кој што го користиме за дишење, но привлекувајќи инфламаторни клетки, тоа воспаление станува системско. Кога имаме вакви епизоди, не треба да не загрижува ако подкашламе понекогаш или ако скумне скашламе. Но ако таа кашлица е присутна подолг период или ако е присутна кога настанала акутна ради некој воспаление, кое што почнува со висока температура, брзо ја променува бојата, истовремено е присутна и симптоматологија која што е страна и на дишно стебло или надвор од дишно стебло, треба да пациентите се јават прво кај нивниот матичен лекар кој што понатаму ќе ги упати во која насока да следат исследувањата. Министерството за животна средина информираше дека е надминат прагот на алармирање во Центар, Газибаба, Карпош, Лисичи и Ректорат и препорачаат трудниците и постари од 60 години да не одат на работа. Локалната власт излезе со мерки и препораки. Најавија засилени контроли на дивите депонии, инсталациите и градилиштата. Меѓу препораките до јавните институции и населението е да се направат проверки на гринните тела, да се ограничи користењето на службените возила, апел за користење на јавниот превоз, градежната механизација да избегнува движење во шпицните периоди во сообраќајот. Мирјана Давидовска, Сител телевизија. СДСМ поднесе представка до Уставниот суд за резолуцијата за мигрантите која ја усвои власта. Дигитален паричник, електронски идентитет, гигабитен интернет за секое домакинство, најавува Министерството за дигитална трансформација.
СДСМ поднеса иницијатива до Уставниот суд за оценка на уставноста на собраниската резолуција за мигрантската политика усвоена по предлог на владеачката коалиција. Од партијата тврдат дека документот е цензура и директен удар врз слободата на говорот и политичкото дејствување на опозицијата, додека ВМРО-ДПМН возвраќа дека резолуцијата е законска и дека СДСМ се обидува да ги прикрие сопствените манипулации. Опозицијската СДСМ поднесе иницијатива до Уставниот суд за оценка на уставноста на собраниската резолуција за осуда на манипулациите на опозицијата и за потврда на политиките против нелегалната миграција, усвоена по предлог на владеачката коалиција. Од партијата на Венко Филипче оценуваат дека документот представува цензура и директно уривање на правниот поредок, бидејќи покрај насоки за антимигрантска политика содржи политичка осуда на наративот на опозицијата. Конкретно, за повреда на дел 1 од Уставот, членот 16, кој ги гарантира слободата на говор, слободата на јавен настап, слободата на уверување и јавно изразување, и кој забранува цензура во секаква форма. Неуставната резолуција е директен напад на слободата на говор и слободата на политичко дејствување на опозицијата во целост преку цензура. Од СДСМ велат дека е недозволива собранието да усвојува акт со кој се заканува со повикување на кривичниот законник прекршоци и кривични пријави поради јавно изнесени ставови и побара Уставниот суд да ја укине резолуцијата. Од владеачката ВМРО-ДПМН пак реагираат дека документот не е неуставен, туку дека СДСМ се плаши затоа што, како што велат, се разоткриле нивните лаги за мигрантите. Жалам што СДСМ не беше во рамките на парламентот да изгласа резолуција со која што ќе заеднички се обврземе дека на било која влада да биде во Македонија, дека нема да дозволиме изградба на мигрантски кампови, дека нема да дозволиме прифаќање на било каков тип на мигранти или неуспешни апликации на азиланти, кои што се резултат на било каков договор и на било каква политика. Тие одлучија да калкулираат, ја напуштија салата, јас наистина жалам, бидејќи претходно водеа една лажна кампања дека ние сме се сложиле за нешто за што не сме се сложиле. Така што, еве, нека одлучува Уставниот суд, јас одлуките на Уставниот суд не ги коментирам, тоа сум го кажал многу пати во минатото. Резолуцијата беше усвоена во средата како контрадокумент на најавената резолуција на СДСМ за мигрантска политика. Темата се актуализираше минатата недела, откако британски медиуми ја посочија Македонија како можна дестинација за мигранти кои не добиле азил. Опозицијата тврди дека тоа е доказ за постоење на договор, додека премиерот Мицкоски ги демантираше ваквите наводи и повика обвинителството да провери дали СДСМ со своите изјави предизвикува паника и несигурност кај граѓаните. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Дуи утре ќе го одржи првиот постизборен конгрес на кој според најавите се очекуваат длабоки кадровски промени. Медиумите на албански јазик, повикувајќи се на избори од партијата, објавуваат дека Али Ахмети ќе смени над 70% од актуелното раководство, меѓу кои неколку високи функционери. Политичките аналитичари оценуваат дека ова е важен чекор кон реформи, но дека за суштинска промена е потребна и трансформација на начинот на функционирање на партијата. Дуи утре ќе го одржи првиот постизборен конгрес. Албански медиуми, повикувајќи се на избори од партијата, пишуваат дека Ахмети утре ќе промени над 70% од актуелното раководство со нови кадри. Неофицијално, на списокот за заминување се високи партиски функционери како Талат Джафери, Назим Буши, Агим Нухиу, Ејуп Алими, Фатмир Бесими, Ејуп Рустеми, Фатмир Дехари, Муса Джафери, Теута Арифи, Рамис Мерко и Садола Дораку. Како чекор кон поголемо реформирање на Дуи, Ахмети ќе ги замени со нови имиња. Политичкиот аналитичар смета дека ова е прв и важен чекор, но за суштински реформи Дуи треба целосно да го промени досегашниот начин на функционирање. И во Дуи внатре веќе постои консенсус дека реформите се неопходни и дека е дојдено време некои од главните челници кои придонеселе во Дуи и во нивните победи во минатото да го отстапат местото за нови луѓе со нови идеи, со креативни, покреативни решенија и кои ќе можат да на некој начин придонесуваат кон стабилизирање на таа политичка партија од расколот што го доживее со демократското движење на господинот Меджити. Заминување на Ахмети од лидерската позиција во овој момент според Салмани не е решение, бидејќи тоа ќе значи и распад на партијата. Сепак вели дека е време Дуи полека да почне да се подготвува и за ваков чекор во иднина.
Таа политичка партија во повеќето од случаеве победата го заосновала врз основа на ликот на господинот Ахмети и довербата кој тој го има кај албанските гласачи. Затоа јас викам дека не е важно да се сменат само луѓево, туку моделот на функционирање. И е дојдено време дуи полека да почнува да се одвојува или да се потпира целосно во фигурата и ликот на господинот Ахмети и да продолжува да се подготвува за денот кога господинот Ахмети нема да биде на чело на партијата. На последните избори ДУИ заедно со коалицијата успеа да освои само 4 општини, додека партијата се надева на победа на повторените избори во Гостивар, Врапчиште, Центар Жупа и Маврово Ростуше, закажани за 11 јануари. Деспина Тодоровска, Сител телевизија. Во тема на денот, како што најавив, мој гостин Бојан Стојановски, пратеник од ВМРО ДПМН. Добро вечер и добре дојдовте. Благодарам за поканата. Ке имате интензивна агенда во собранието. Сакам да почнеме со кривичниот законник, односно измените кои ги поднесовте. Најпрво, зошто поднесувате измени на кривичниот законник кога 7-8 години речиси сите катедри по кривично право работат на ново законско решение кое треба да даде една комплетна целосна форма која ќе важи во следните децении. Зошто го правите ова вака пред Нова година? Така, одлично прашање на кое што треба да дадеме малку подетален одговор. Пејќи да ги потсетам граѓаните, во месец февруари Уставниот суд испрати едно писмо до собранието каде што побара да се усвојат итно и неодложно измени на кривичниот законник, бидејќи овој месец на 24 Уставниот суд има закажано седница со кој што доколку тие измени не бидат донесени, може да се случи да се практично на некој начин правно суспендира она донесено законско решение од 2023 година и над 200 процеси кои што се водат по оние законски измени кои што се донесува во 2023 по начелото на поповолно кон обвинетиот би можеле да пропаднат и тие луѓе да излезат на слобода или да бидат прогласени за невини и покрај тоа што имаат сторено одреден деликт. Така да во држава во моментов има два процеса од аспект на кривичен законник, еден кој што се припрема во Министерството за правда и кој што е дел од реформската агенда, тој ќе биде донесен 2026 и ова преодно решение кое што ние како група на пратеници го поднесовме за да спречиме амнестија на еден поголем дел на група на луѓе кои што сториле кривични дела под овие квалификативи, но и за да ја обезбедиме правната држава барем додека не го донесеме новиот КЗ. За какви законски одредби се работи? Дали е враќање на оние одредби кои што беа пред 2023 или комплетно нови казни, нови дела пропишувате? Дали не е наедноставно само се вратите на оно што беше суспендирано во септември 2023 со измените кои ги направи владата на СДСМ и ДУИ? Па тоа е невозможно од практична причина што од тогаш до денеска има повеќе европски директиви, односно 4 кои што треба да се следат, повеќе европски препораки, имавме оценска мисија од тој момент до сега и токму затоа како што кажав тоа законско решение кое што вие го споменувате дека неколку години стои а не се донесува, тоа е од 2022 година, претходната влада не го донесе, ја донесе на легална дивоградба во 2023 година, а новиот министер за правда господинот Филков формираше нова работна група која што тоа законско решение кое што го зборуваме во 2026 и треба да го донесе. Конкретно за овие измени кои што ме прашавте, јас ќе издвојам 4 работи кои што сметам дека треба да се припоменат. Првиот е оние измени кои што даваат квалификатив на безбеден град, односно даваат можност да се санкционираат делата од безбедниот град. Второ е за отприлика некое казнено дело кое што е ново за експлицитни содржини налик јавна соба, да бидат подетално тие инкриминирани. Да, тоа е интересно и важно е видов таа одредба. Семејното насилство да се гони по службената должност, се проширува опфатот за гонење, односно за конфискација на нелегално стекнат имот и секако се враќаат на некаков начин во јавноста познат како 353, односно за тие работи кои што во службата се случуваат, а кои што се незаконски. Добра, во делот на 353 има одредени дела за кои предвидувате пониски казни од оние кои беа пред 2023. После тие измени во 2023 народски кажано дуваме на јогурт, која е целта кога нешто се прави, кога се намалуваат рамките, границите на најниска и највисока предвидена казна. Например, за злоупотреба на службена положба тешки облици, претходно имало од 3 до 10 години затвор, сега пропишувате од 1 до 8.
Така. Не може да не се прашаме за кого тоа се прави. Легитимно прашање, тоа е заради неколку работи. Прво, имаме ние направено во парламентот една компаративна анализа од прилика 6 земји кои што се околу нас, како и Сојузна Република Германија. И тоа, кој што вие го споменавте, е единствен член по кој што по 3 години и согласно европските регулативи има намалена казна во однос на тие пред 2023-та. Сите други дела, покрај тоа што се проширува рамката на инкриминација на стореното дело, имаат покачени казни. Конкретно, ако зборуваме за јавните набавки, претходно тоа дело беше комплетно избришено во 2023 година, ние се враќаме од 4 до 10 години. За усторничко здружување беше од 1 до 3 години, сега ние го враќаме тоа од 4 до 10 години, односно од 1 до 8, и на таков начин сакаме да покажеме дека без разлика што сега ние сме мнозинството и можеме тоа и да го направиме или да го избришеме како што претходно тоа го направи, не го правиме тоа, туку го прошируваме опфатот и ги заоструваме казните. Да, добро, и кај јавните набавки има намалување, било 5 до 12, сега 3 до 10 години, но добро што се враќа тоа Така, кај јавните дело. набавки комплетно членот во 2023 година во најголем дел беше избришен. Да, зборувам за пред 2023. Така да, но повторно ќе кажам, се работи за европски регулативи и директиви по кои што ние мораме да ги следиме. Но таа анализа која што јас ја споменав, која што ја изработи парламентарниот институт при собранието, практично укажува дека и вака предложените казни се сепак највисоки од тие земји кои што ние ги анализиравме. Споменавте дека и за Safe City има одредени одредби. Беше најавувано дека ќе се регулира прашањето на безобзирно возење и можноста за конфискување на возилото, нешто што побуди одредена дискусија во општеството. Дали тоа е регулирано во моментов и колку детално ќе го решите тоа прашање, затоа што знаете може некој да управува возило на лизинг, семено возило, службено возило, кој ќе ја понесе во тој случај одговорноста и товарот на казна? Практично тоа се работи за група од 6 закони, од кои што 4 се донесени. Законот за прекршоци треба 2/3 во парламентот, законот овој кој што го зборуваме ние кривичниот законник го детерминира тоа кое што вие го кажавте, односно одземање возило по две основи. Првата е за безобзирно управување, а втората е подетални, би кажал, подетална платформа на тоа како може државата да го одземе возилото тој кој што го управува на начин на кој што е практично и не сме ни да помисли, а камоли да го управува на улиците. Тоа е доколку претекнува на лента, односно претекнува на правец кој што е тешко предвидлив, односно ако вози на спротивен правец на лентата која е физички обележена, доколку го управува возилото под дејство на алкохол, психотропни супстанции, дрога и така натаму, доколку вози повеќе од 50 во урбани средини или 70 на автопат или соодветно на тоа и 70 и 90 зависи од квалификативот, и доколку тоа дело го има репетитивно повторено. Така да сметам дека конечно во оваа држава, ако направите анализа на сите оние сторени фатални сообраќајни несреќи, најголем дел од случаите кои што се повторуваат се овие кои што ние ги внесуваме во кривичниот законник. Регулирано ли е некако кој ќе сноси одговорноста, односно чие возило ќе биде конфискувано во таква ситуација? Мислам, треба да биде возилото кој што учествувало во тоа безобзирно возење, меѓутоа чие е тоа возило? Кој го носи товарот на таа казна? Во другиот пакет на закони, што е законот за возила, законот за санкции и така натака, е регулирано ова прашање и секој она отворено прашање во јавноста во овој тест период кој што се појави е регулирано така да секој оној кој што управува со возило безобзирно е сторител, согласно одредбите во законот ќе биде санкциониран тој кој што го управува возилото. Ќе успеете ли, бидејќи кривичниот законник се носи со мнозинство од присутните пратеници, малку дури ми е и чудно тоа толку значаен закон да се носи со толку мало мнозинство, тесно мнозинство во собранието, но законот за прекршоци од друга страна е закон кој што се носи со двотретинско мнозинство. Ќе успеете ли да обезбедите воопшто доволна политичка поддршка во собранието за Safe City да може да почне да функционира со сите законски решенија потребни од 1 февруари? Реално тој е клучниот закон за да може овој систем да профункционира. На собраниската комисија немаше присутни од опозицијата пратеници, ниту поднесени амандмани. Се надевам и верувам дека ќе обезбедиме, да не речам сигурен сум. Имате разговори со опозицијата? Така сме разговарале до сега на маргините на собранието, но верувам дека ќе го поддржат ова законско решение. Добро, зошто се носи сепак во последен момент овој систем се подготвуваше долго време, 2 месеци во тест период, дури сега ќе почната некаква дискусија околу донесување на законските решенија. Особено ве прашувам ова за тоа што ние имаме еден
ајде на англиски ми доаѓа зборот surveillance систем во главниот град. Така? А немаме никаква законска регулатива за тоа во моментот. Заради тоа што е нешто кое што првпат се изведува, затоа што е системски закон и затоа што верувавме дека многу од работите кои што ќе треба да ги промениме ќе се појават во овој тест период, како што е случајот со овие закони. Еве денеска доаѓам од собранието, имавме еден состанок со асоциација на луѓе кои што поседуваат рентакар бизниси, кои што издаваат, односно кои што пласираат автомобили на пазарот на лизинг, така да секојдневно ќе се појавуваат можеби вакви работи кои што ќе треба да ги ставиме во една правна рамка за да може системот да профункционира. Така да не би рекол дека е доцна. 1 февруари е навистина соодветно време за ова да се започне и до тогаш овие законски измени ќе бидат веќе внесени во системот. Сметам дека е човечки и дека беше мудро што дадовме тест период, за да можат и оние кои што се на некаков начин ги создаваат и ги пишуваат законите и оние кои што треба да ги почитуваат да се навикнат на овој систем на функционирање. Добро, онаа тема која што во изминатиот период се наметна политички централна од страна на опозицијата се тие резолуции за мигрантите. Прво, имате ли во собранието добиено воопшто резолуција од СДСМ? Ние проверуваме секој ден, меѓутоа можеби нешто се променило. Денеска тие најавуваа, но до овој момент има или нема опозицијска резолуција? До овој момент нема поднесено резолуција од страна на СДСМ. Добро, тие поднесоа представка пред Уставниот суд за да го оспорат документот кој мнозинството го донесе. Што очекувате да направи Уставниот суд по представката која поднесе СДСМ? Ете, која е одлука да донесе ние ќе ја почитуваме, но јас не сметам лично дека како правнички елемент резолуцијата може да биде оценувана од Уставниот суд, бидејќи резолуцијата во суштина е и по собранискиот деловник и изразување на волја на пратеници. Практично би требало они да оспорат некаков правен акт како закон или нешто слично кое што би произлегло од таа резолуција. И сметам дека ова е само еден политички производ, бидејќи оваа тема им се распрсна. Тие сметаат дека нема остро да биде демонтирана од наша страна или дека ќе добијат некој политички поен. Ја не сретнав релевантна институција во држава, па можеби тие кои што се дипломатски конзуларни представништва не ја демонтира оваа тема, сметаат дека ќе им донесе некаков политички поен. Јас сметам дека ние доволно го кренавме влогот со тоа што председателот на владата кажа дека доколку наредната година тие од СДСМ кои што сега и тега ја управуваат партијата најдат некој мигрант ќе ја поднесе својата политичка оставка, но тоа е тема која што сметам дека сепак сакајќи да биде најавувајќи како бомба беше петарда која што им пукна во рака. Добро, тоа што е во ваша надлежност како пратеници, тоа беше резолуцијата која беше донесена. Може ли од вашата позиција коментар зошто мораше тоа да биде резолуција во која ќе се осуди опозицијата? Малку нели звучи чудно во едно демократско општество како нашето да донесуваме политички став, резолуција во парламентот со над 60 пратеници, нели мнозинство, да осудиме друга политичка партија? Ние го осудивме ширењето на лажните вести, бидејќи тоа не престануваше. Ако вие пласирате одредена тема и ако ја демонтираат председателот на владата, председателот на републиката, министерот за надворешни работи, министерот за внатрешни работи, и вие продолжувате тоа да го правите, на крајот од денот треба да бидете свесни дека создавате и влегувате во одредени дејности кои што ги квалификуваат и кривичните законици во нашата држава. И споглед дека сметавме дека тој воз на лажни вести треба да биде прекинат токму на овој начин, ние ја направивме таа резолуција со 9 заклучоци кои што покрај тоа што го осудивме ширењето на лажни вести, ние укажавме дека нема да има сега и во иднина ниту па некој ќе размислува на создавање на мигрантски кампови и уште една поважна работа која што јас сметам дека е клучот на оваа резолуција, да ги поништиме сите одлуки во претходниот период кои што ги донела било која претходна влада за изградба на вакви мигрантски кампови во нашата држава. Да, ама невозможно е со резолуција да, како што сте напишале, отфрлите или поништите аранжмани, одлуки, политики на поранешна влада. Но можно е од резолуцијата. Сам нема правна тежина резолуцијата како акт за да поништи закони, одлуки, било што друго формално како правен документ. Но кажав дека резолуцијата е платформа, односно изразување на став кој што потоа ние како пратеници, секако повикувајќи се на резолуцијата, можеме да влеземе во таков процес да промениме закон, а владата како извршна власт може да ги смени одлуките на владена седница. Да, велите се осудува и се констатира дека опозицијата свесно ширила дезинформации и паника. Собранието може ли да се даде за право да утврдува што е лага, што е политички став, ако нема судска постапка за тоа? Па сметам дека може, бидејќи повторно кажа, вие ако имате институции кои што тоа го демонтираат, не може да биде ништо спротивно од лага, бидејќи вистината е таа која што ја кажуваат институциите. Ама тие си носат политичка одговорност за тоа. Ако лажат, ама да се јавноста ќе цени. Да се потпреме на документи.
тие се повикуваат дека во договорот за стратешко партнерство со Обединетото кралство стои некоја таква одредба. Тоа е невистина, бидејќи во собранието беше усвоен закон. А втора работа што би сакавте да ја поставам како можеби одредена теза, зошто никој во Британија од институциите не потврди дека имало такви разговори. Јас видов само две потврди дека за такво нешто не се разговарало и дека е демантирано. Повторно кажав, да, точно ние како пратеници, како политичари имаме одговорност да ставиме крај на лажните вести и на тероризирањето и константното плашење на граѓаните за нешто што е невистина. Затоа што сега ова, ако помина на ваков начин не санкционирано или не осудено од јавноста, ова ќе се случува за секоја една тема понатака. Да, се согласувам во делот за мигрантите, но ми останува чувството кога ќе видам еден ваков документ дека утре може да има резолуција против медиуми, граѓански организации, да не шират ова, да не креваат паника и така натаму. Сепак мислам дека не е некој врвен демократски. Мислам дека е ова добро за медиумите на крајот од денот, бидејќи се санкционира ширењето, повторно ќе кажам, на невистини во јавноста. Таква резолуција нема да се случи, но ако ги гледаме инструментите кои што ги имате вие во парламентот како опозиција, ова беше резолуција која што помена на Комисијата за политички систем, каде што секој еден пратеник можеше да дојде, да поднесе амандмани, да се разговара, да го спора тоа кој што го напиша. Јас видов само една пресконференција надвор од парламентот од генералниот секретар на партијата, што не е ни пратеник. Јас до сега, освен Јованка Тренчевска, не сум видел ниту еден друг пратеник да каже став за ова прашање. Така да вие, ако велите со нешто дека не се согласувате, имате во собранието инструменти тоа и да го направите на начин на кој што е соодветен. Да. Последната тема која би сакала да ја фатиме, од владата попладнево потврдија дека добила допис од ЕСАМ итно да се прогласи кризна состојба на пазарот со струја, бараат активирање на државни резерви со мазут, бидејќи поради блокадите на грчките земјоделци не може да се реализира набавката. Одлука ќе се носи на следната владина седница, која потоа треба да дојде и во парламентот. Вие председавате со надлежната собраниска комисија. Како ќе тече оваа постапка? Денеска се информирав веднаш што ме прочита веста. Вистина е дека ЕСАМ побарава од владата прогласување на кризна состојба, бидејќи покрај тоа што има блокади на граничните премини, ние како држава една од најглавните енергенси за производство на струја, но и на топлинска енергија е мазутот. Исто така, конзумот кој што го има Грција како држава го исполнуваат Бугарија заради национализација на нивната институција која што произведува ваква енергија, исто така проблемот со Србија. И оваа кризна состојба се бара за да се даде можност владата да ги отстапи државните резерви на компанијата за да може да произведува струја и топлинска енергија додека не се реши проблемот барем во овој момент со граничниот премин, кој што да бидам искрен е проблем кој што го има Република Грција заради протестите на земјоделците и токму затоа се бара оваа кризна состојба. Така да доколку владата на наредната седница, ако не се откочат протестите, одлучи да прогласи кризна состојба, секако парламентот ќе ја донесе и ќе го решиме овој проблем, бидејќи не можеме да дозволиме да трпат ни граѓаните ни стопанството. Бојан Стојановски во тема на денот, благодарам за гостувањето. Ви благодарам и на вас. ЕСАМ бара од владата да прогласи кризна состојба на пазарот за струја. Што ќе значи тоа? Во вестите во 21. Дигитален паричник, електронски идентитет, гигабитен интернет достапен за секое домаќинство се дел од целите на стратегијата Smart MK 2030, која Министерството за дигитална трансформација ја објави на 120 страници. На 120 страници Министерството за дигитална трансформација објави амбициозна стратегија за развој на ИКТ, Smart MK 2030. Документот ќе треба да го обликува дигиталниот развој на државата и услугите кои таа ги нуди. Дигитален паричник и електронски идентитет за секој граѓанин, терминал за услуги на јавен простор, пристап до гигабитен интернет до секое домаќинство, драстично подобрување на дигиталните вештини на населението, за двојно зголемување на продуцирањето на IT кадри на македонските факултети. Ова се главните задачи кои државата си ги постави сама на себе, а ќе треба да ги спроведе за 5 години од сега. Дигиталниот паричник ќе служи за добивање информации и документи, но и подсетување од страна на институциите. Електронското сандаче или е-сандаче, кој што ќе биде практично електронска адреса на секој граѓанин на порталот и на кој што ќе може да добива информации, нотификации, директно документи, подсетување од страна на институциите. Ќе тестираме со една најкористена според мене можност, а тоа е при истекување на лична карта, секој граѓанин на 3 до 6 месеци од рокот, како што е пропишано во законот, ќе добие нотификација во неговото сандаче дека за одреден број на денови му истекува личната карта и дека може да со аплицирање на порталот да си закаже термин да си ја обнови. Терминалите за услуги пак ќе бидат поставени на јавни места, трговски центри, пошти, киосци.
Со едноставно скенирање на личната карта, граѓаните преку овие терминали добиваат можност да искористат 6 услуги. Станува збор за потврда за евидентирано невработено лице, М1, М2 образец, историјат на работни односи, потврда на право за гарантирана минимална помош, податоци од Централниот регистар на население и М4 образец за стаж. Со едноставно барање, терминалот дава опција да може да се испринта на лице место и практично документот да се добие за помалку од 2 минути. Според премиерот, стратегијата е визија, но и јасен план кој ќе биде одговор на реалните предизвици со кои се соочува македонското општество. Дигиталната трансформација не е само воведување нови технологии, таа е системски процес кој подразбира длабока промена во начинот на кој функционира државата, во културата на институциите и во односот кон граѓаните и бизнисот. Таа значи поедноставни и побрзи услуги, помалку бирократија, повеќе отчетност и поголемо учество на граѓаните во креирањето јавни политики. Сепак, оваа визија бара промена на 140 закони за институциите да ја изфрлат хартијата, а не само нови терминали. Вистинскиот успех ќе се мери ако се стави крај на чекањето по шалтери. Даниел Василев, Сител телевизија. Мирослав Илиевски од Крива Паланка е добитник на автомобил на наградната игра на Рамстор Мол на јавното извлекување кое се одржа со илјадници и купони испратени од потрошувачите на Рамстор. Гледаме детали во продолжение. Мирослав Илиевски од Крива Паланка е добитник на MG автомобил на наградната игра на Рамстор Мол. Извлекувањето беше јавно од базенот со илјадници купони испратени од потрошувачите на Рамстор маркетите. Од Крива Паланка ни е срекниот добитник. Илиевска, Мирослав Илиевски, силен аплауз за Мирослав. Преку 250.000 лојални потрошувачи бележи Рамстор, чиј менеджмент истакна дека важат за еден од најсериозните ланци на маркети кои имаат најголем број на вработени. Рамстор Македонија е еден од најсериозните играчи на македонскиот пазар во малопродажниот сектор, каде што бележи постојано зголемување на приходи и број на вработени, со што се вројуваме во една од најуспешните компании во нашата држава. Со организирањето на наградната игра сакаме да искажеме благодарност пред се на нашите лојални потрошувачи кои што изминативе години бевме прв избор нивни, така да овој ден за нас представува и голема чест да изразиме благодарност за довербата нивна и за квалитетот што изминативе 2 децении заедно ги поминавме. Ви благодариме на сите што сте дел од нашата приказна. Покрај автомобил беа доделени велосипед, мобилен телефон, таблет, парични награди. Потрошувачите во живо го следа извлекувањето во Рамстор Мол. Алкалоид отвори нова микробиолошка лабораторија, инвестиција вредна 3,1 милион евра, со која значително ги проширува своите капацитети за контрола на квалитетот. Нова современа микробиолошка лабораторија за контрола на квалитет отвори Алкалоид АД Скопје. Во неја ќе се прават над 20.000 анализи годишно. Инвестицијата е во вредност од 3,1 милиони евра. Ќе овозможат да Алкалоид стане уште поконкурентен и Македонија како држава, затоа што со ова ги шириме капацитетите на микробиолошки анализи на суровини, на полупроизводи и на готови производи, со капацитет од над 20.000 анализи кои можеме да ги извршиме во тек на една година, и од тој аспект сме горди што компанијата и понатаму продолжува со инвестицијскиот циклус и прави се да биде уште поконкурентна било каде во светот. Според премиерот Мицкоски, со над 3.000 вработени и богато портфолио, Алкалоид го има истото, што го имаат и најразвиените светски фармацевски компании. Најголемиот дел од портфолиото на компанијата е извозно. Би рекол повеќе од 2/3 од портфолиото е извозно. Тоа делува во насока на економската состојба на државата, зголемување на бруто домашниот производ, индустријското производство, и ние како влада секогаш ќе поддржуваме успешни приказни, вакви македонски успешни приказни, бидејќи
нема поголем промотор за една држава од ваква успешна приказна надвор од границите на државата. 2025 година генералниот директор Живко Мукаетов ја оцени како предизвикувачка и е задоволен од испорачаните резултати. Тој информираше дека Алкалоид ја завршува над планираното со вкупни приходи од над 335 милиони евра и со рекорден консолидиран износ од над 220 милиони евра. Александар